Dobro večer, dragi prijatelji, večerva ќе другува, поточно ноќеска. Вечерва или ноќеска, како што реков, ќе поразговараме на две теми. Тоа е Навални и руските вакцини кои наскоро треба да стасат во нашата земја. Значи, Навални, прво да се разбереме, Запад беше толку провиден, не сакам многу да зборам, прето мислам во моите анализи, така да видам дали Руската Федерација и председател на Руската Федерација Владимир Путин ќе забележат зашто е наменет. Секој добар аналитичар знае дека Навални или Алексеј Навални, како сакате кажете, нема тој авторитет што би можел Владимир Путин да го сруши на престојните председателски избори, ако се тек 2024, но секојаш нели подготовките се прават неколку години понапред или месеци, не е важно. Навални беше наменет за една друга работа. Но тоа Владимир Путин многу добро го осети и затоа дојдува промените уште од 2019. Што направи? Прво, го смени Уставот на Русија, каде на републиките и го одзема правото на самостепување. Вториот чекор што направи? Медведев го тргна од позицијата премиер и го стави на позицијата подпредседател на безбедноста на Руската Федерација. Тоа му дојде како подпредседател на државата, но колку е тоа е друго прашање. И на негово место го стави Мицушин, негов пријател, некој помлад човек, значи 55 години има, но беше 10 години директор на даночното во Руската Федерација. Што значи? Руските олигарси ги познава во душа и знае кој како делува, кој не плаќа данок, колку плаќа и така натаму. Но што направи друго Мицушин, што сите беа зачудени во Руската Федерација, што досега ни еден премиер не го направи, а буквално, да не кажам, ги копираше потезите што на времето ги правеше Груевски. Кои се тоа? Да не ме разберете, ја не сум груевиста, бидејќи него ни многу така почитувам поред многу работи, но имаше и добри работи, мора да се признае, посебно кој економијата опрашен, беше добар економист и знаеше да води кампања преку целиот својот мандат, дали 2, 3, 4 години, бидејќи често правеше предвремени избори. Што сакам да кажам? Значи, водењето постојана кампања почна во Русија. Мицушин, значи, само што ја преземал улогата, а беше, реков, 10 години како директор на даночното на Руската Федерација, ги изненади самите руси. До сега ни еден премиер во Русија, значи не тргнал, како да ви кажам, повнотрешноста на Русија, значи он оди од град до град и гледа, например, каде вода нема, каде водоводот не е во ред, каде улиците не се во ред, што до сега ни еден премиер. А да знаете ли зашто го тоа прави? Токму со неговото доаѓање, значи на премиерската функција, Путин забележа една работа. Дека на последните избори, факт е дека единствено Русија, неговата партија, има мнозинство во парламентот, но е ослабната, изгубија и многу места на локалните избори и му требаше зајакнување. Кој тоа е зајакнување? Со самото прошетки, не би рекол прошетки, него поминување низ местата, особено во внатрешноста на Русија, каде настасуваат, например, во некој место водовод, некаде канализација, некаде пат, веднаш се реагира, се инвестира. Значи, Русија нешто научи од нас, од Балканот. Значи, ние, тоа е точно пред изборите, и сега стана без тек Западот, право Навални ја заврши задачата, многу беше прозря, заврши во затвор
И они толкова трагикомични санкции поставя, мислам и ставя, оведа, поточно кажано, на Русија, заедно со Европската унија, на одредени личности кои се, не се баш беззначајни, али тоа трети ешалон, така да кажа. Може слободно да се каже. Прво му уведол санкција на судијата, што го судил, малку е смешно, но тоа е тоа. Но затоа се ќе добијат исто така и запад, и со санкции кон личности кои многу повеќе ќе ги заболе, тоа ги го најави и Захарова, или го потправо на Сергеј Лавров или на министерот за надворешни работи. Значи, Навални не беше наменет за претседателски избори, за рушење директно рушење на Путин, но беше наменет за рушење на единствена Русија преку парламентарните избори, или они ги нарекуваат избори за думата. Што значи требаше да се намали угледот на рускиот претседател, а со тоа ќе се намалеше угледот и на партијата Единствена Русија. Значи од тие причини, да не се преповторувам, се донесе Мицушин и се тргна во предвремена кампања. Што е типично и за нас балканцеве. Значи, подсетите се, додека Груевски владееше, иако реков не сум бил многу поддржувач, но на економско поле да. Значи, постојано се градеше. Се фалеше на Русија. Русија досега вооружуваше само во оружјето, особено хиперсоничното, но сега со Мицушин, кој реков дека одличен економиста, беше 10 години научник, за разлика, например, од Медведев, кој е само правник и дел од КГБ, од кај што е дојден и денешниот претседател на Руската Федерација, Владимир Путин. Од тие причини го тргна и стави вистински економист, заедно и за обичот русин почувствува дека живее во многу подобра Русија. И нормално, Русија во моментот е задолжена, има доволно средства. Тоа земја со најголеми природни ресурси, се смета дека 2/3 од природните ресурси се токму во Русија. Од друга страна, што се случува? Санкции се обидуваат да воведат на Северен ток 2, но Германија се свести на време, знаејќи дека тие санкции не се кон Русија упатени, токму се кон Германија, бидејќи тој Северен ток 2 и рускиот газовод, веќе има еден Северен ток 1, е наменет токму за германската индустрија. Во многу мои обраќања и тексти напишав дека Германија има намера своите хидроцентрали кои се најаглен да ги стави под, мислам да ги преориентира на газ, значи нешто поевтино и поекономично. Значи, тоа е толку околу Русија и Германија, а нечку доста влијаеше на ваквите смешни санкции и изјавата, да не заборавам, на министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, кога им кажа можеме целосно да ги прекинеме односите, но и подготвени сме за војна. Па поверете. А Западот, особено Америка, во моментот е далеку што може да се спротивстави заедно со НАТО на Русија. Русија единствено има хиперсонично оружје, ракети, авиони, побрзи, подобри и така натаму. Мислам да се разберем. Ја реков и да се ви кажа, не навијам за никој, точно кога се шегувам многу пати со фотографии на рускиот претседател, но тоа не се злонамери. Така што само сакам објективно да ви пренесам сликата. Но вчера гледам вестите, ме израве на работа. Премиерот Заев што ме послуша после толку мои текстови, видеообраќања, а пред тоа нормално следуваше и понудата од руската амбасада уште од септември минатата година за руската вакцина Спутник 5. Денеска премиерот се поправи дека во текот на недела, значи он спомна седмитава недела, би требало преку пошта буквално да се 3000 вакцини, а уште 97.000 се порачани. Тоа е малку ќе во очите на другите, тоа е факт.
Иначе, ја да бев на него место и денеска кажам, Pfizer-та вакцина ни под разно не би ја примил, би ја фрлил у првиот континент. Тоа е експериментална вакцина, опасна вакцина, било кој да ја прими. Јас само прашувам Ѓорѓе Балашевиќ, кој неко беше мој омилен пејач, постојано го слушам, а скоро сите негови албуми имам. Он беше здрав, значи по примањето на вакцината, во рок од 5 дена почина. Само се прашувам само која вакцина е примил, дали Pfizerovата, руската или пак кинеската. Тоа не беше објавено од докторија, веројатно има, може би не сеќават, не знам, веројатно ако се пријавил, тука што се пријават на веб страната ќе се знае. Значи сепак ако стаса, што веќе тие 100.000 дози, точно дека тоа е за 50.000, а русите се подготвени многу повеќе да испорачат, сепак и 50.000 незагрозени граѓани, тоа со здравството ќе бидат обезбедени. Ево поздравам тој чекор и досега ви кажа уште еднаш кога ќе повторам, од тие причини никогаш не сме критикувал владата зашто немаме вакцини. Еве ќе кажам зашто исто така не сме критикувал. Погледнете соседна Србија. Она исто така не доби од Ковакс вакцините како што и ние не добивме. Она на своја рака пронабави Pfizerova вакцина, потоа кинеска и руска. Но што се случи? Гледа дека само руската е безбедна вакцина, во Србија има ненормално зголемување на заразени, а најмалку 1 милион луѓе имаат 2 дози вакцини примени. Вчера, значи, што е сајтот на Светската здравствена организација, покажуваше заразени во Србија над 4.000. Значи со над 1 милион и нешто вакцинирани, која се смета за втора земја по вакцинација по САД, па и Израел тука може да се нареди, а со толку заразени, значи нешто не е со вакцините. Значи најмало количество земале од руската вакцина. Тоа е мој проблем, друго нема. Од Pfizerovата вакцина, многу пати ви кажа, и самиот доктор Несторовиќ кажа, со почетокот на вакцинирање во САД, починале 390 луѓе, 9.500 добиле сакани последици, парализа и така натаму. Кој што реков, значи, у Србија, вчера имаше над 4.000 заболени, дали имаше околу 17 починици, нема да рече збор, кај нас имаше точно околу 800 на досест. Врши, тоа е голема бројка, се согласувам, дека на нов пик и сето тоа. Но вака, мене ми одеше добра математика, без разлика што писател, поет, новинар, секојаш правев грешки, србизми, и ден денес како тоа правам, веќе одрасам во Србија, но никогаш не ми одели јазиците, мора да признам, особено граматиката. Например, един се може би новинар и близнак сум се што е тапал за јазици. Факт е дека завршив новинарство, дипломирав во 76-та, но немав обовезен јазик, бидејќи бевме во групата аналитика, колоквијски полагав, ја полагав руски и француски, признам дека ми подарија, така да поминам, бидејќи е колоквиум. Од тие причини јазикот не ми оди, и затоа многу пати ќе се нашегувам на страната на господин Владимир Путин, но не за Франција, шега, да го насме малку. И една прилика, баш сакав да видам како реагират, ќе изреагират, беше правата, имаше како наздравува со чаша вино. Еќе, кој што реков, руски не знам, ја Google ги знае сите јазици, го запрашав господин Владимир Путин, сам вино не се пие, дали има една чаша за мене. Изненада и пријатно ја прифати мојата игра и постираше фотка кај што сам седи, а од другата страна има чаша вино, уште една значи, а на неговата чаша имаше подпис Путин. Пајте на латиница. Значи, дека ме радува што сакам да кажам. И втора работа, значи страшно интелигентен човек, забележал дека не знам руски. Затоа на латиница напишал Путин. Ја на шега ја постирав таа фотографија
кажа дека има погана врска, про да се разбереме да ја покани на куќен совет председател, вие нема да се пофалите, а камо ли некој председател или лично што, мислам дека за мене лично не е повече, само свеќате, не крунисам владата на светот. Сака да видим како ќе изреагирате, драги пријатели. И имаше толку смешни коментари, заминуваш, што чекаш, а бре будала ли си и така натаму. Мислам, толку смешно ми дојдова. Верувајте, ако постирам фотографија на Путин, досега не си имал некој контакт, никако, ни по мејл, ништо, освен, нормално коментари што оставам и одговара, ништо повеќе. А секој гледам кој како реагира, кој колку го користи мозгот, ќе ми простите. Ти правам една анкета, често да имам колку, и една работа забележам, нема е погрешно да разберете само. Многу лесно македонците се манипулира. Да. Време е, мои сограѓани, особено мои етнички сограѓани македонци, да почнете да размислувате со своја глава. И посакувам добра ноќ и убав пресен викенд. Поздрав!